студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателот на Собранието Африм Гаши денеска ќе биде домаќин на 20-та конференција на председатели спикери на Јадранско-јонската иницијатива што се одржува во рамки на председавањето на нашата држава со оваа иницијатива. На состанокот е најавено присуство на председатели, заменик председатели и пратеници од парламентите на членките држави. Учесниците на конференцијата ќе се фокусираат на две клучни теми на кои ќе бидат посветени двете сесии: промовирање на мирот и стабилноста преку парламентарната дипломатија и зајакнување на регионалната поврзаност, коридорите 8 и 10 и улогата на парламентите. На конференцијата покрај спикерот Гаши обраќање ќе има председателката Гордана Силјановска Давкова, подпредседателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и други присутни. Се очекува конференцијата да заврши со усвојање на заедничка изјава во која се дефинираат приоритетите на земјите членки на Јадранско-јонската иницијатива. Експредседателот на Фудбалската федерација на Македонија Мухамед Сејдини е уапсен под сомнение за проневера и злоупотреби. Тој се сомничи дека на своја рака го променил договорот за изградба на трибина на стадионот во Охрид. Инаку обвинителството ја потврди информацијата и бара притвор од 30 дена поради опасност од бегство на Сејдини. Поранешниот председател на ФФМ Мухамед Сејдини е приведен под сомнение за проневера и злоупотреби. Информацијата утрово ја потврди полицијата. Полициски службеници од Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и Оделот за криминалистичка полиција во координација со основното јавно обвинителство Скопје го лишија од слобода МС поради сомнение за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба. Повеќе детали не соопшти ниту обвинителството. Во рамките на предмет оформен од Скопското обвинителство, полициски службеници од Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и Одделот за криминалистичка полиција лишија од слобода едно лице поради дејствија кои упатуваат на сомненија за сторени кривични дела, проневера и злоупотреба, се вели во соопштението на обвинителството и се додава дека по овој предмет се уште се постапува. Неофицијално Сејдини е приведен под сомнение дека како председател на ФФМ на своја рака го променил договорот за изградба на трибина на стадионот во Охрид, зашто голем дел од парите дошле од УЕФА. Според информациите, спротивно на одлуката на управниот одбор на Фудбалската федерација, Сејдини во договорот вметнал аванс на исплата и префрлил 700.000 евра на фирмата изведувач. Затоа не добил ниту банкарска гаранција. За истиот случај, пред крајот на минатата година, новото раководство на ФФМ му отвори дисциплинска постапка, а пред 2 месеци и официјално му изрече 2-годишна суспензија за било каква функција во фудбалот. Мухамед Сејдини повеќе од една деценија беше дел од ФФМ, од кој 6 години на председателското место пред да си поднесе оставка во 2024-та. Александар Спасовски, Сител телевизија. Измени во 2 закона го привлекоа вниманието на пратениците, но и на лидерите на власта и опозицијата. Законот за пратеници и законот за влада. За измените во законот за пратеници, со кои се оневозможи двојно државјанство, премиерот бара консултации и со уставни експерти. За укинување на техничката влада, пак Филип Чимисковски не се согласуваат. Јас разбирам дека во отсуство на креативност, во отсуство на паметни идеи и нешто што би било додадена вредност, се обидуваат да банализираат, да прават вакви гимнастики, но мојот совет би бил и до едните и до другите во парламентот да се консултираме со уставноправни експерти да дадат тие своje мислење дали има логика да се продолжи понатаму или воопшто нема логика па да се напушти таа идеја. Овој закон за влада и укинување на пржинската влада мора власта да го повлече. Вакви автократски манири не се дозволени и нема да прифатиме. Да подсетам, тој закон беше донесен за изборите во 2016 година. Но на барање на Христијан Мицковски, законот беше вратен во 2018 година и така важеше на нивно барање и за парламентарните избори во 2020 година.
доколку раководството на СДСМ одлучило да изолира партијата, тоа е одлука на раководството. Ако тие мислат дека на тој начин ќе привлечат внимание, ќе магнетизираат поголема поддршка и гласачи, тоа се нивна одлука, јас тука не би сакал да се мешам, но работната група и без СДСМ има кворум да работи во делот на измените на изборниот законник, кои што впрочем се однесуваат на препораките од ОПСЕ и ОДИХР, кои што значат по-фер избори. Вице-премиерот Арбен Фетај сам побарал да не биде повеќе дел од владата, изјави премиерот Мицковски при гостувањето во Дневникот на Сита. Со партиецот на Фетај, министерот за здравство Азир Алију неодамна во телевизиско гостување рече дека вице-премиерот воопшто не доаѓа на седници на влада и дека има несогласувања со вреди. Бидејќи го спомнавте вице-премиерот Фетај, да, ние разговаравме јас и тој лично ми пренесе дека во иднина нема да се гледа повеќе во владата, која што јас ја предводам, тоа беше уште пред можеби неколку недели. Тој рече дека ќе се врати во Брисел, имајќи го предвид неговото образование, неговото искуство во рамките на институциите во Брисел. Јас мислам дека можеби би била добра можност да биде тој некаков специјален пратеник во рамките на Европскиот парламент, во рамките на бриселската администрација, така што се уште размислувам за тие околности, но да, тој самиот мене ми го кажа тоа дека во иднина планира да се врати во Брисел, каде што планира да го продолжи својот професионален живот и се става на располагање доколку може да помогне. И во рамките на тој разговор некако нашето заедничко мислење беше дека неговото искуство, образование и неговата работа таму треба да државата и владата ги искористи. О продолжение